Пријатели, добар ден и добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денес одговарам на две прашања од моја пријателка Георгина. Имаме направено веќе комуникација со Георгина. Имам одговарано на неколку прашања и фала ти што даваш идеи, што си интерактивно и што преденесуваш да и други луѓе можеби добијат некаква вредност, Георгина. Ајде да го погледнеме прашањето и ќе се вратам назад. Првото, затоа што се две, па ќе даваме одговор на едното па другото. Георгина, апетитот да го намалиш нема апче. Може би ќе ти дадам некои клише совети да ги кажам. Како и да е, мене повеќе ми се верува дека не е толку дека ти имаш толку многу апетит, туку кај тебе мислам дека е повеќе стравот од тоа да не се здебелиш ако јадеш многу, затоа што можеби ти се чини дека тоа што го јадеш е многу количински. Во секој случај, понекогаш ние луѓето си поставуваме одредени стандарди и граници што е многу, што е малку, а нема никаква логика и врска и тоа во праксата ни одблизу не е така. Затоа прво провери се во делот на тоа дали ти на вистина многу јадеш и имаш апетит или само повеќе страв. Од друга страна, ако стварно апетитот ти е голем и сметаш дека многу јадеш, би требало да се види на килажата, а по тоа што знам како изгледаш, дефинитивно ти тврдам дека не ти е толку проблем апетитот. Трета работа е дека ако вежбаш и ако се храниш добро, ако пиеш доволно вода, нормално е да метаболизмот согорува повеќе калории за разлика од човек кој што не го прави тоа, затоа што твојата телесна композиција има мускулна маса повеќе, мастите се во идеални можеби вредности и така натаму, и сето тоа прави да метаболизмот согорува повеќе калории во текот на денот и затоа ти можеш да изедеш повеќе од човек кој што можеби сте иста возраст, имате иста висина, имате иста тежина. Не е тоа клучното прашање и момент, туку е многу поважно зошто твојот метаболизам работи со поголема потрошња и воопшто тука веќе не е основан стравот и проблемот со апетитот. Најдобриот начин за да се одржуваш сита во текот на денот е да имаш омега-3 и севкупно масти доволно во исхраната, протеин клучно, која што дава ситоста, пробиотици исто ја би рекол и растителни влакна да внесуваш доволно, да пиеш доволно вода и нормално. И испиењето да го имаш во доволни количини, затоа што тука може, кога не се наспиваме доволно, лептинот и грелинот имаат проблем као хормони, не се лачат во доволни количини или во помали количини се лачат и тоа значи дека може да се яви проблем со ситост, со глад, со потреба за дрчно јадење и така натаму, али повторно се сомневам дека твојата возраст и животен стил ти прави да ти спиеш премалку. Така да преиспитај се, мислам дека ти е пред се стравот, али како и да е, ако можам било како дополнително да ти помогнам, слободно дај ми малку повеќе детали. Ајде да го погледнеме сега и второто прашање, па ќе се вратам назад да ти одговорам. Георгина, имам зборувано на оваа тема за што е најдобро да се користи при готвење, односно при пржење, но повторно ќе позборувам. Значи, маслиновото масло, ладно цедено маслиново масло е супер како масло со кое што можеш да го користиш за готвење и за пржење, затоа што оно што го зборувавме тогаш во таа епизода е дека најдобрите масти кои што се искористливи за пржење се заситените масти, затоа што се многу стабилни и на многу високи температури може да доживуваат промени и да се ослободуваат тие токсини за кои што ти ме прашуваш. И од друга страна, исто така, нивото на оксидација им е, да го кажам, поиздржливо и поголемо. Од друга работа, маслиновото масло, ладно цеденото, ако го свртиш од позади да ја прочиташ етикетата, таму пишува колкав процент има мононезаситени, колкав процент има полинезаситени и така натаму, значи ги класифицира процентот на масти
во самото ладно маслиново масло цедено. И оно што јас ќе ти кажам е да секогаш кога ги гледаш тие масти да полинезаситените бидат во што помали количини, затоа што тие се тие кои што може да направат проблем за кои што јас и ти зборуваме. Од друга страна, ладно цеденото маслиново масло има мононезаситени во голем процент, а ако видиш на етикетата ќе има и заситени масти и многу мал процент останува на полинезаситените кои што всушност се проблем. И ти од друга страна ладно цеденото масло има огромна количина на витамин Е, кој што самиот по себе антиоксиданс, со тоа придонесува да нивото за да дојде момент на оксидација на маслиновото масло е уште поголемо. Затоа супер ти е изборот и ладно цедено маслиново масло ти е добар избор за да го користиш за готвење па и за пржење. Така да мислам дека ти дадов одговор доволен за ова прашање. Ако можеби ти треба уште некоја консултација или можам да доодговорам, слободно комуницираме. Истото важи и за сите кои што ги следите овие содржини. Охрабрете се и овие прашања, овие идеи и теми кои што ги зборуваме тука се мој кислород и самото тоа кои што покажувате можеби некаква интеракција и врзување, надоврзување, надополнување. Мене не можам да ви опишам колку ме прави благодарен, затоа што ако не постои оваа заедница, нема да постојат ни овие теми и прашања и одговори кои што ги даваме тука. Фала ти уште еднаш, Георгина. Тука ве поздравувам сите, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!